Радмила Шеќеринска, пратеник, поранешен вице-премиер за евроинтеграција. Добре дојдовте во Нова телевизија. Добро ве најдов и честитки за почетокот. Благодарам. Првото прашање се разбира е врзано и за вашата поранешна функција. Значи, меѓународната политика во Македонија засилено доаѓаат, еве имаме европратеници во моментов, се најавуваат посети на Ховид, известувачот од Европскиот парламент за Македонија, исто така на Штефан Филе, еврокомесарот за проширување. Која е вашата проценка? Колку меѓународниот фактор навистина може да помогне во разрешување на кризата? Сега сме сведоци на бран посети кои не даваат добар знак за Македонија. Значи има ситуации кога навистина ќе бидете бомбардирани со посети од Европскиот парламент, од комисијата, заради тоа што земјата оди напред, се бележат успеси и сите сакаат да бидат дел од тој добар резултат. Во случајов немаме таква ситуација. Доаѓаат неколку делегации на европски пратеници, кои што се тука практично да видат што ли се случува со земјата за која сите велеа дека е на чекор до почеток на преговори. Мислам дека сите се дојдени во мисии на спасување што може да се спаси, меѓутоа никој од нив не создава илузии дека тие можат да не го донесат клучот на решението. Посетата претходна на Филе беше таква каква што беше, полутајна, практично престана да биде тајна во моментот кога самиот комесар реши да ја објави на Твитер. Меѓутоа тоа беше посета на обид без резултат. Мислам дека веќе комесарот нема да го гледаме во такви улоги. Никој не сака да се занимава со земја која продуцира лоши вести. И јас мислам дека серијава на посети од Европскиот парламент ќе биде тестирање на состојбите. Знам дека е најавена средбата на Филе на 19 февруари, посетата на Македонија, меѓутоа да бидам искрена, ако во меѓувреме не се најде решение барем на некоја од критичните состојби во државата, јас не би се изненадила дури комесарот Филе да ја откаже посетата. Што би доаѓал кога нема што добро да јавува во комисијата. Добро, се согласувате ли со оценките на професорот Фрчковски, поранешен шеф на дипломатијата, или Руфи Османи, дека меѓународниот фактор е неопходен да донесе некакво решение? Јас ја разбирам потребата, и сум свесна за нашите навики. Значи, ние сме 20 и кусур години независна држава и во тие 20 и кусур години, па 1, 2, 13, живеевме со постојана поддршка или медијаторство од меѓународната заедница. Така беше во почетокот на нашата независност, така беше особено околу Косовската криза, пред или после рамковниот договор. Меѓутоа, мислам дека две работи подзабораваме. Првата работа е дека меѓународната заедница не смета дека Република Македонија е центарот на светот. Има 10 други жаришта со кои што паралелно се справуваат. И во моментот интересот, особено кај Соединетите Американски држави, се помести многу далеко од Балканот. Ова не е она американска администрација, па ни дипломатија, која што во 90-тите го дрмаше Балканот. Кристофер Хил, например. Да, Холбрук и така натаму. Тоа е првата работа. Втората работа е што и земјите членки на Европската унија и Соединетите Американски држави постојано ни го повторуваат, е дека ве третираме како земја кандидат за членка на Европската унија. Тоа подразбира дека вие сте го положиле тестот на зрелост. Добро, но млада демократија сме и токму затоа и ќе има одредено подбутнување. Неопходни ли се, тоа ве прашувам? Јас мислам дека ни се повеќе од потребни, но мислам дека тие не се спремни за функцијата која ние од нив ја бараме. Ние бараме да дојдат и свечено да ни го донесат пакетот решенија. Тоа би го посакувала и јас, ама сум реална и објективна и мислам дека тоа нема да се случи. Она што ќе се случи, имаме уште малку денови тоа да се направи, е благ притисок кон сите важни фактори во државата да се направи некој домашен договор кој ќе ја ослободи Македонија од политичката криза. Ако дојде до договор, што СДСМ сметате дека би требало да отстапи како компромис? Ние веќе покажавме одредени чекори кои оставаат простор за договор. Вие ги знаете нашите иницијални барања. И мислам дека тие беа и оправдани. Замислете на кој начин опозицијата ќе води политички диалог со влада во која што членуваат Гордан Јанкуловски и Зоран Ставревски.
едниот даде налог брзо да не спакуваат, а другиот ги обезбеди тепачите и бодигардите за да тоа се случи. И јас навистина мислам дека во секоја нормална демократска, да не зборуваме европска држава, досега дури и без барање на опозицијата, тие веќе немаше да бидат на своите позиции. Истото и со Трајко Велјановски. Значи други отстапки не правите? Ние во тој дел покажавме дека еве подготвени сме, сваќаме всушност дека Груевски, кој што е наредбодавателот, нема да се откаже од своите продолжени раца. И може би е во ред да не удираме по самарот, туку по магарето. Во принцип, од тука произлегува нашето клучно барање. Предвремени парламентарни избори, за да одговорноста каде лежи, кажат граѓаните. Добро, Груевски, премиерот Груевски најави дека до 2015 нема предвремени. И ако вие не попуштате и тој не попушта, што ќе се случи со државата? СДСМ, како неколку пати досега во изминативе 7 години, покажа дека дури и како опозиција е поконструктивна и поотворена за политички диалог и за компромис од власта. И тоа во одреден момент си го пишувавме сите ние, и јавноста, и ние самите, како голем плюс. Сега веќе не сме спремни уште еднаш да бидеме, како да кажам, колатерална штета, за да и наетот на Груевски не одведе во поголема криза. Тука попуштавме 7 години. Добро, и можеби тука со тоа уште повеќе се консолидираше Груевски. Значи нема од предвремените парламентарни избори СДСМ ниту смее, ниту може да отстапи. Добро, значи нема веќе отстапу, а околу анкетната комисија нема отстапување? Анкетната комисија ја изложи како предлог председателот на државата Иванов, кој што избра 2 недели да молчи. Меѓународната заедница го поддржа. Ние го одбивме тој предлог бидејќи не сакавме. Има една техника во преговорите, во меѓународните односи, која што се вика салами техника. Ке ти сецкам јас многу саламчиња и на крај ќе заборавиш што е крупната слика. Нашата крупна слика беа предвремени парламентарни избори за да граѓаните ги осудат оние кои се виновни за 24 декември. Не сакавме анкетната комисија да биде заобиколување на таа крупна цел. Меѓутоа, веднаш потоа кажавме, ние не бегаме од анкетна комисија и сметаме дека таква комисија може да биде дел од решението. Но решението не може да се сведе само на анкетна комисија. Бидејќи, знаете како, кој не сака да го реши проблемот, формира комисија. Во Македонија, ако не сакаш да решиш голем проблем, формираш анкетна комисија, а искуството од последната анкетна комисија покажува дека работите се влошуваат. Ние минатиот пат анкетна комисија во собранието имавме заради еден конфликт исто помеѓу пратеници и обезбедување. Само проблемот тогаш беше ДУИ беше вклучен. И анкетната комисија заврши со некакви заклучоци, тие се вградија во законот за собрание, деловникот. Тогаш имаше мал конфликт. Сега со тој променет деловник ги тепаа пратениците и тоа обезбедувањето и ги изнесуваа на раци и на нозе. Значи анкетната комисија сама по себе не може да ги реши проблемите во Македонија. Но ние рековме дека може да биде дел од решението, бидејќи за разлика од Груевски, за разлика од Трајко Велјановски, ние нема што да криеме. Ние не бевме тие кои што одлучивме медиумите да ги избркаме од галеријата. Кога човек е сигурен во тоа што го прави, нема проблем со сведоци, ќе ве викнам сите вас да бидете сведок на тоа што е мојата одлука. Меѓутоа и Груевски и Трајко Велјановски беа свесни дека тоа што го прават е скандал, дека тоа што го прават е насилие и дека тоа што го прават е еден тип на државно спонзориран пуч. Затоа мора да ги тргнат сведоците. Господинот Андов беше на интервју тука и имаше една теза дека не е реално вашето барање за предвремени избори. Зошто, вели тој? И ВМРО, премиерот Груевски се согласи. Што правиме со ДУИ, ако тие не се согласат? Доколку ВМРО, ДПМН и СДСМ се согласат, имаме мнозинство. Јас не знам која е разликата помеѓу, например, ДУИ и СДСМ. Кога во 2008 година Груевски закажа предвремени парламентарни избори, не ни праша. Тогаш не се размислуваше за големата слика. Тогаш Груевски отиде како ослободител, рече дека сите проблеми ќе ни ги реши како на нас како граѓани, само ако му дадем уште 4 години. 4 години поминаа, Македонија е денеска 10 пати полоша отколку што беше во 2008. Меѓутоа, политиката на крајот, после разговорите, после диалогот е прашање и на мнозинство со заштитени права на малцинството. Јас мислам дека ако ДУИ верува во своите
тези дека европската иднина е клучна за Македонија, дека членството во НАТО е клучно за Македонија, 10% ако веруваат во таа теза, тогаш тие сега би биле првите кои би барале предвремени парламентарни избори. Ако ВМРО, ДПМН и СДСМ се договорат за предвремени парламентарни избори, јас не знам како дуи ќе се пере да бега од решение на политичката криза и од решение на оваа парламентарна криза. За тоа ли госпоѓата Теутариф си отиде од вице-премиерското место? Што велите вие? Би ми било лесно тоа така да го образложам, да бидам искрена, информациите дека ќе биде кандидат за градоначалник на Тетово ги добив отприлике тие денови, околу 24 декември. И коментарот кој што го дадов на еден од представниците на меѓународната заедница беше ваков, дека е тоа лош сигнал. Ако првиот човек во владата за европски интеграции се повлекува од местото токму кога сите наводно очекуваат почеток на преговори со Европската унија, тоа значи дека дури ни тој прв човек нема верва во тој процес и во капацитетите на владата тој процес да го приведе кон крај. И тоа е лоша порака и многу песимистичка за сите нас во Македонија. Како ја гледате најавата за поранишниот премиер Бучковски исфрлен од СДСМ, најава дека ќе создаде нова партија, можеби нема бие начело, но ќе биде инволвиран во создавањето? Да бидам искрена, со скепса ја примив таа информација. Многу е лесно да лицитираш со правење партија, секој оној кој не работел партиски, само тој може да каже изјава дека така преку ноќ ќе се создаде. Ако некој имаше планови да прави партија која што ќе биде наводно алтернатива на алтернативата, тоа требаше да го направи пред локалните избори. Така што јас мислам дека и оваа ќе помине во стилот многу бука околу ништо. Дека нема да направи? Јас мислам дека сериозен напор за создавање или сериозна иницијатива за создавање на некоја алтернативна опозиција нема да се случи, освен овие смешни обиди на власта да подкупи еден или двајца да бидат кандидати кои што ќе ги собираат опозицијските гласови по неколку општини. Мислам дека тоа однапред е осудено на неуспех. Добро, што ќе се случи ако на локалните избори остане ВМРО? Можно ли да бойкотира народот? Вие да ги СДСМ да ги повика граѓаните да бойкотираат и навистина тоа да му се случи на ВМРО? ВМРО ДПМН како вели одиме, имаше еден голем плакат на нивниот конгрес на брз воз, суперсоничен, ваков таков. Јас мислам дека се навистина качени на некој таков воз. Не знам колку го плаќаат и кој е вклучен во нивната провизија, која што класично изнесува од 10 до 30%. Ама тие стварно се влезени, ако употребам еден скопски термин, шибаат напред, ама не гледаат дека практично пругата е прекината и дека сите нас не тераат во амбис. Ваквото лицитирање во некои од режимските медиуми, па видете ако се оди на бојкот од страна на опозицијата, сепак има партии кои што ќе излезат и процентите нема да бидат лоши, плюс факт е дека законот нема особено високи лимити колкав треба да биде цензус, нема цензус практично, освен за градоначалници во првиот круг. И мислам дека со една леснотија залетани по главната цел максимум власт во секој момент, ги занемаруваат сите странични последици. Да, ВМРО ДПМН ќе ги има сите градоначалници, заедно еве со ДУИ, ќе си ја владеат Македонија 24/7 во секоја педа, во секој квадрат и нема да сватат дека додека ја стегаат власта, таа ќе им како песок ќе им излезе помеѓу прстите. Нема ситуација ниту во Македонија, ниту во други држави каде што таква апсолутна власт која што не ја има поддршката на граѓаните може да издржи дури ни на покус рок. Така што мислам дека тоа ќе биде сценарио кој во момент ќе ги нахрани гладните за криминал и корупција во врхушката на ВМРО ДПМН, но веќе на среден рок ќе се одрази катастрофално за жал и за Македонија, но успат и за владеачките партии. Добро, и околу Маđar Телеком има веќе најави дека се познати имињата. Имате ли вие сознанија и за власта и за опозицијата? Информациите ги имам оние кои што ги има јавноста македонска, истите кои што ги имате и вие. И се прашувам како е возможно со голема леснотија претходниот обвинител, не сум го чула новиот обвинител што за тоа има да каже, потврди дека е тоа таму еден комерцијален случај во Америка, дека тие немаат увид во тоа што се случува,
но и не покажа некаква иницијативност да ги собере тие податоци. Тоа веќе е индикативно. Знаете како, јас не верувам дека овие обвинители, поранешниот и сегашниот, биле тие кои што биле вклучени во таков некој дил на корупција. Меѓутоа, очигледно знаат кој бил. И од него или од нив се плашат. Опозицијата нема моќ, ниту интерес да го зацкрива случајот. Напротив, и јас лично и сум љубопитна и би сакала да знам кои луѓе стојат позади скандалот кој што очигледно опфатил една широка мрежа на политичари. Еден од главните проблеми во македонската политика е што постојано на јавности ја покажуваме грдата слика на политиката. Политиката стана одвратна професија во која многу малку пристојни, честни, компетитивни и компетентни луѓе би сакале да влезат. И ако таа тенденција продолжи, ние на крај стварно нема да имаме човечки капитал со кој ќе ги решаваме сериозните проблеми. Причините зашто е тоа така е затоа што знаете како политичари биле корумпирани од власти и од опозицијата, практично секој. Како да бил вклучен. Јас бев вице-премиер во таа влада. Ниту имам информации, ниту можам јас да извршам реконструкција. Меѓутоа точно знам дека една од моите и задачи како министер за европски интеграции беше постојано да притискам за рушење на монополите. И тоа го правев во принципи помогната од Европската комисија, која што често пати го поставуваше ова прашање многу високо на агендата. Меѓутоа затоа велам, како што не сакам да ги префрлам моите грешки на некој друг, апсолутно немам намера да трпам заради тоа што некој некогаш бил корумпиран во власт или во опозиција. Добро, нема колективна одговорност. Не, убедена сум дека тие податоци можат да бидат на располагање на Македонија. Тоа значи дека некој многу високо во сегашната власт цапнал исто така во кантата со мет. И затоа денеска обвинителството практично глуми изгубен германец и не знае на кого да му пише и од кого да побере информации за овој случај. Тоа ми зборува дека не биле ситни поединци тие кои што биле вклучени. Ако јавноста предпоставуваше дека вината за тоа што се случило до 2006 лежи кај тогашната власт, значи СДСМ, ќе најдеше кај нас на одредени резерви како да го третираме ова прашање. Вие видовте, СДСМ не само што покажа отворен однос по расчистување со аферата, туку неколку пати ја поттикна и ја подсети власта дека аферата треба да ја расчисти. Денес СДСМ протестираше пред антикорупцијска, обвинувајќи ја практично дека се дел од таа криминална мрежа. Антикорупцијска е, како да кажам, поддржувач и јаминувач на се што се случува во државата. И како таква, ја стварно не гледам причина зашто би требало да постои. Не можам да се сетам кој им е годишниот буџет, али јас можам дефинитивно да ви кажам дека се тоа фрлени пари за една сиромашна Македонија. Што направи оваа антикорупцијска комисија на која што вие се сеќавате? Или ја која им усвојувам годишни извештај, не можам да се сетам на ниеден случај. Овие денови беше изваден извештај на една невладина организација која не се смета за блиска кон опозицијата, напротив, долго време беше сметана како поблиска до власта, каде што буквално во една табела ги излиста иницијативите кои ги имаше антикорупцијска комисија во првиот состав за време на владата на СДСМ и тогаш критикувана дека недоволно се бори против корупција и оваа сега. Со сите мани, таа прва антикорупцијска комисија раководена од Сладжана Тасева, потоа ако не се лажам и Малинковски и така натаму, на површина извади капиталци. Значи не само кој бил вклучен, него теми сериозни, да кажам, во секоја држава скандали број 1. Меѓутоа немаше страв тоа да го тера. Власта се плашеше кога некој работи вакви ќе излезат на виделина. Сега антикорупцијска комисија се занимава со четвртиот ешалон во некоја општина. Срекни сме ако извади кривична пријава или иницијатива за некој си градоначалник од најмалите општини, толку храброст собрале. Ниту еден од членовите на антикорупцијска комисија нема поднесено, замислете, анкетен лист. И ден денес тврдат дека е тоа во ред. Пазете, како кај Орвел, сите животни се еднакви, ама има некои поеднакви. Тие се поеднакви. Кога собраа храброст да искритикуваат владата дека продолжила со конкурсите за вработување, а изборите беа објавени веќе локални, таа храброст траеше така неколку дена
И потоа во координација со Генералниот секретаријат на владата и другите министерства кажаа дека тоа било во ред. Која е поентата да плаќаме антикорупцијска комисија која седи, молчи и само вели терај? И од тој аспект тие се соучесници. Дали се дебело платени или се платени само со нивните позиции да седат и да примаат плата, не знам, ниту пак е моја работа. Меѓутоа велам, фрлени пари и фрлена инвестиција. Република Македонија имаше антикорупцијски комисии од кои државата се тресеше. Добро. И таа беше поентата. Со промена, Ова антикорупцијска комисија, мислам дека и дома нивните членови на нивните семејства не знаат со што се занимаваат. Со промена на власта, предпоставам дека ќе фрчат кривични пријави до корумпираните политичари кои биле во врвот. Многу работи не можеме однапред да ги кажеме, ама мислам дека за оваа можеме да бидеме прилично сигурни. Оваа власт позади себе остави стотици томови хартија за корупција на македонски ВМРО-вски начин. Има една нова стратегија, тоа е да ги палат документите или мистериозно да исчезнуваат заради пожар како во Министерството за култура. Многу повеќе од Битпазар ќе треба да палат за да исчезнат сите символи и сигнали за нивната корупција. И една од крупните задачи на секоја наредна власт ќе биде ова да го изнесе на виделина. Не да ја претвори антикорупцијската битка во битка против неистомислениците, туку навистина да им приложи на судовите докази кои што ќе покажат дека ова не е партиска и политичка врхушка, туку ова е криминално-корупцијска врхушка. Најавувате дека ќе има некој хрватски Санадер во држава? Јас можам да ви кажам дека она што беше првиот предмет против Санадер, Фими Медија, е немало дете, бебе, во споредба со тоа што во Македонија стана пракса секојдневна. Еве сега ќе ви кажам еден пример. 5 милиони евра дадени на 6-7 компании, PR компании, некои познати, некои воопшто непознати, на 5 дена пред локалните избори 2009. И некој за тоа ќе треба да одговара. И тоа е, велам, Фими Медија е ситница во споредба со тоа што го устоличија како систем во Република Македонија. Кај нас медиумската корупција стана пракса, никој веќе не се снебива тоа да ви го каже. Кога корупцијата не беше доволна, тие преминаа на екзекуција. Јас не мислам дека некој ќе треба да одговара само за парите. Мислам дека во Македонија ќе треба да се бара одговорност и за сериозните злоупотреби на службена должност, за да се угуши слободата, да се елиминираат сите неистомисленици, а Македонија да се направи Политички затвор, но и шампион во мизерија. Тоа носи политичка одговорност, ама во некои случаи тоа носи и кривична одговорност. Како алтернатива на власта, ние ќе носиме одговорност ако тоа ни помине нас низ прсти и неказнато. Мислам дека критичната свест е повеќе од присутна, дека на Македонија и треба чистилиште. И треба чистилиште и од 7 години лаги, и од 7 години собрани долгови, меѓутоа и од овој криминал и корупција за кој веќе луѓето се плашат да зборуваат, а го гледаат секојдневно околу себе. Добро, јас ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам за поканата.